Стопанската комора на Македонија денес организира настан дошки со фирмите од овој регион. Идната недела ќе имаме и во Битола со фирмите од тој регион. Имаме и во Скопје. Денешен наш гостин е заменик председател на владата, господинот Кочо Андушев, доктор, кој што потекнува од нашите редови и мислам дека во тој разговор во кој што ќе бидеме ефективни и сконцентрирани, ќе дознаеме и за нови работи и лично за него и за работата во владата, а и за проблемите што вас ме секој ден притискат. Сакам пред да почнеме да го поздравам присуствието и на градоначалникот Бошварски, кој што е наш партнер, пријател и кој што секогаш излегува во пресред на барањата на Стопанската комора, а вие можете денеска да кажете и мислиме дали тоа го чини за компаниите ушки. И во непосредното окружување тука, затоа што сите сме за иста цел дојдени да овозможиме тамошен развој на економијата, на компаниите и подобри услови за работа и подобро деловно окружување. Да не должам многу, предлагам да се слушаме излагањето на господинот Андушев, да поразговараме со него малку, вие да поставувате прашања интерактивно. Ве молам, кој има потреба да постави прашање, може да го постави сред разговорот, да не чекаме до крајот, така да можеме да одговараме да лице вести. Така да ево, ви започнем од еден обратен редослед кој што ги правиме другите вакви интервјуа. Заменик председателе, се наоѓаме во еден деликатен момент во кој што не само на надворешно политички план, него и внатрешно во државата се наоѓаме пред некои одлучувачки потези. Ние заедно со вас во 2010 година во комората создадовме еден план за понатамошен развој на Македонија, на економијата на Македонија, во кој што поставивме некои услови. Тие услови тешко се исполнува. Ние немаме други механизми освен да лобираме, да бидеме упорни. И ваша беше идејата, можам да кажам ево пред сите, дека треба да се направи нешто повеќе исчекор, за да можат тие барања да го догледаат светлото на денот. Во сите тие опции кои што постојат во тој момент, ние одбравме може најдобрата што мислевме во тоа, да наш представник се вклучи во работата на владата и тоа во делот на координацијата на економските ресори и со тоа направи клучната промена што ние ја баравме од 2010 година. Тоа да се поддржат успешните компании во Македонија од областа на индустријата и извозот и мислевме на тој начин дека многу побрзо ќе дојде до отварање на нови работни места и ќе се стимулира извозот, што е основен фактор за натамошен развој на нашата економија со оглед на малиот пазар и големината на нашата економија. Јас би поставил сега едно круцијално и крупно прашање, дали после година и неколку месеци ја остваруваме таа цел, имаме ли отпори во остварувањето на таа цел и какви се предвидувањата за понатака. Многу кратко и јасно, затоа што вие тоа сте го истакнувале во јавните настапи, али мислам дека сега е кажано од срце онака како што ние го доживувавме од 2010 година до денес. Тоа е. Видете, дали е све остварено, јас ке тргнам по обратен редослед на прашањата. Апсолутно не може да биде све остварено за една година. Меѓутоа, дали има позитивни поместувања во тој дел? Ја апсолутно мислам дека има позитивни поместувања, а поместувањата се во тој дел пред се што некои работи кои што мислам дека беа незамисливи почнуваат да се случуваат. А тоа е да на некој начин економијата добие потточка во делот на помош од државата, во делот на инвестирањето. Тука како централна позиција ќе оставам законот за финансиска потточка на инвестициите во државата и првпат државата издвои значи некои 50 милиона евра само во тој дел значи на помош. Компаниите аплицираа, во најголем дел тие компании кои што тие што аплицираа и ги исполнија условите и ги добија тие договори, 107 компании се во Република Македонија кои што
ги добија договорите и тие ги бидат сега во текот на година платени. Чак што више имаше и неверување дали тоа навистина може да се случи, меѓутоа ете се покажа дека се случи и ќе се случува наредните години. Јас сакам да искористам оваа прилика, значи сите да ги охрабрам да инвестираат, државата ќе биде партнер во тој дел на инвестирањето. Нормално треба да се задоволат предусловите што ги кажува законот, бидејќи мора да има некој критериум да тоа бидат пред се успешни компании. И олабавивме, значи, малце регулативата во делот на текстилната индустрија, што знам дека заштитата е важно, и кожарската индустрија, и се радувам што еден добар дел од тие компании се и компании од текстилната индустрија. Меѓутоа, тоа е само една компонента, значи, вие да го помогнете на некој да инвестира е само една компонента од помош. За да го заздравите стопанството и економијата, у Македонија сега, после година и неколку месеца во влада, гледам дека морате да направите неколку компоненти. Станува све погорливо прашањето со работната снага. Значи, сите вие како стопанственици знаете дека тоа тешко го обезбедувате во последно време и тоа значи дека ние треба нешто алармантно брзо да направиме. Едно е, значи, да се направи да се менува образовниот процес. Промената на образовниот процес е долготраен процес. Значи, вие да почнете да сега менувате образовниот процес, резултатите од тоа ќе произлезат после 6-7 години, додека тие луѓе поминат из тој образовен процес. Затоа сега минатата недела, баш викендот, значи, отванивме една мерка која што пак ја крирахме на некој начин кај мене во кабинетот, во разговор со повеќето луѓе со кои што комуницираме со стопанството, а тоа е на сметка на државата да направиме преквалификација на постојниот кадар. Бидејќи од една страна ние во државава имаме луѓе што се невработени, ама од друга страна, значи, тие луѓе не се со соодветно образование и едукација да можат да влезат нели во работењето на компаниите во Република Македонија без разлика што и да е тоа. Значи, имате доста менаџери, учители, не знам, дипломирани експерти за осигурање и така натаму, и тоа такви во економскиот систем на Република Македонија не треба. И тие мораме да најдеме начин како да ги преквалификуваме. Ако ги оставиме кај вас во компаниите да вие ги преквалификувате, практично тоа е за нас трошок. Заради тоа што ако тој влезе веќе кај вас да работи во компанијата, вие треба го запослите бар на определено работно време со сите придонеси и така натаму. И тука затоа отворивме два механизма. Едниот механизам е за практиканство. Тој механизам за практиканство што значи? Значи дека вие сега можете било кого да го земете во фабрика да биде практикант, и тоа не само значи средношколец или студент, него сите до 29 години, а размислуваме да тоа го прошириме до 34 години. И првите 3 месеца нема тоа врска никакви придонеси да плаќате за него. Значи првите 3 месеца има тоа врска да му исплаќате 6000 денара месечно. И вие тука во тој процес, значи, можете да го едуцирате, значи да едноставно го прилагодувате на тоа што вас ви треба. Ако сакате да го задржите втори 3 месеца, после тие втори 3 месеца има тоа да платите минимална плата, тоа е 12.000 денара и понатаму без никакви придонеси. Значи државата се откажува од својот дел, само да тие луѓе некако влезат во фирмите, да почнат да се преквалификуваат, односно да почнат да учат нешто внатре што вас ви е потребно. Бидејќи видите, ако земете во делот на индустријата, ќе видите дека фалат, не знам, заварувачи, електричари, монтери, оператори на машини, разни, во главно CNC машини и така натаму. А ако видите на другата страна што имате на располагање, ќе најдете многу професори по географија, по историја, по разни други струки кои што луѓето очекувале дека со таа едукација ќе успеат да обезбедат екзистенција, меѓутоа за жал ситуацијата не е така. И во таа смисла, значи, ние моравме да ги олабавиме некако условите како тие луѓе да можат да бидат присутни кај вас во компаниите, а да тоа вас не ве кошта многу, односно да ги намалите тие трошоци што ќе бидат за нивниот престој, а да нивното престојување во вашите компании биде легално. Тоа е, значи, едниот дел околу практиканството. А овој другиот дел околу преквалификацијата, добро сега го моделираме. Значи, тоа ќе биде да вие точно знаете кои се позициите кои што ви се потребни. Не знам, леар, металург, сега ги гледам компаниите тука што се пред мене, рудар, заварувач, електричар, монтер и така натаму, и да преку еден процес, каде што тогаш во тој случај државата ќе им ја дава платата, значи конкретно за преквалификација, ќе ги ставиме во делот на едукативниот систем
во делумно, значи во постојните средни технички училишта или каде што имаат некаква базична техничко образование теоретско, меѓутоа замислено е во главно да својата преквалификација направат во компаниите. Тоа е, да речем, акутна мерка, нешто што треба да даде резултат после 6 месеца, година, дена и така натаму. Паралелно на тоа и Стопанската комора работи, меѓутоа и Министерството за образование работи да воведеме дуално образование. Заради тоа што тој проблем сега еден по еден ги отварам сегментите на проблемите во стопанството. Едно е, значи, како вие да дојдете до капитал да биде конкурентен. Тоа што значи да биде конкурентен? Значи, ако вие правите инвестиција, да бидете конкурентни визави вашата конкуренција од светот, тие имаат ниски камати. Ако вие добиете 10% поврат на средства на таа инвестиција, ако го претворите, значи со други зборови, исто како кредитот што сте го земе да ви е без камати. Од прилика на тоа се сведува. Така, заради тоа што не е битно на крај дали се пари поврат или поврат на камата, едноставно да вашата инвестиција се намали да бидете во тој дел поконкурентни, бидејќи за Вајле баш присуствував на презентација на Светска банка, они прават скрининг и изненаден сум како добро тоа се го скенирале. Значи, ако ја земете ситуацијата во Република Македонија од 100 жители, само 16 работат во приватен сектор. 38 уопште не работат или се пензионери, стари, не бараат работа. 18 од нив се под 18 години или се во образованието. И вие ќе видите дека теретот на 100 жители во Република Македонија во принцип паѓа на 16 реално вработени луѓе. Значи, тоа е соодносот. Односот е повеќе од 5:1, 6:1 уствари. Така, значи, практично еден вработен во реалниот сектор, во реалната економија, треба уствари да носи 6 жители на државата, што е апсолутно неиздржливо на долг рок и ние мораме да отвараме повеќе работни места во приватниот сектор. Од друга страна, ако погледнете макроекономски да гледате сликата, на што како тоа изгледа. Ние како држава сме дојдени веќе до некоја ивица од 50% задолжување на бруто домашниот производ. Викаме дека 60 е некаков праг на издржливост. Ние не сакаме да го зголемиме, меѓутоа тоа е тоа што и меѓународните финансиски институции го кажуваат дека не смее да се проби. Колкав е просторот во Република Македонија за тоа? Не е преголем. Ако земете дека веќе со постојните задолжувања и обврски што ги има државата, ќе се дојде на некои 52%, бидејќи некои обврски се веќе преземени во 2020 година, значи останува 8%. Ако веќе се задолжуваме со таа динамика, тие 8% практично ние сакаме да го задржиме јавниот долг. Меѓутоа, ако го задржиме јавниот долг, значи нема веќе многу простор тука државата каде да се задолжува. Тоа значи дека тежиштето треба да се префрли на приватниот сектор. Значи не смее тежиштето да биде веќе на државата, да државата биде главен работодавач. Не смее да биде ситуацијата, значи таква каде што главната економија ќе се движи во државата на тој начин што државата ќе зима кредити, ќе отвара работа и сите ќе чекаат државата да плати. Тука постојат други механизми. Тие механизми се, ако веќе користиме средства од Светска банка, од било какво финансирање, да тие бидат контрибуција кон приватната инвестиција. Значи, со други зборови, ако вие инвестирате ваши, не знам, 80%, да добиете контрибуција 20%, да не биде све државата доминантна во тој дел. Иначе, во спротивно, немате простор за голем раст. Така да, кратко речено, тежиштето во иднина треба да биде префрлено на приватната инвестиција. Ние треба да видиме како држава да ги помогнеме приватните инвеститори да ги направат инвестициите. Во тој дел, значи, законот е само прв чекор во таа работа. Образованието нормално е втор чекор во таа работа. Трет чекор во таа работа би било малце подобро владење на правото, заради тоа што сите вие што седите тука сте соочени или со бирократија на администрација, сте соочени или со спорост на постапки, соочени сте со, не знам, невладење на правото, заглавени во некакви судски спорови по судовите и така натаму. Тоа мора да се подобри како клима. Значи, без тоа нема ефикасна економија. И последно, значи, што може би владата тука и направи најголем исчекор, тоа е да
вие имате една стабилна држава во која што вашите рейтинзи како држава, значи економски за финансирање ќе бидат подобрени, а тоа е да имате стабилна држава и да има значи малце повеќе дотор или приход на странски капитал. Бројките на почетокот од оваа година се охрабрувачки, значи со самата најава дека нешто ќе се случува, веќе нивото на странски инвестиции се зголемува, така покажува статистика, значи 327 милиона евра беа во првото полугодие, што е апсолутно најмногу во последните 4 години, или да речеме ако споредите со минатата година е неколку пати неколкократно повеќе. Индустријата и заради тоа што јас и со стопанствениците кои што се во Македонија разговарам, на сите им се зголемени значи обемите на работа во тие со кои што јас сум разговарал, сите имаат да речеме зголемено физичко производство, физички обем производство и тоа се гледа реално и избројките. Значи некаде 8,1% беше зголемено индустријското производство во јули месец 18 година во споредба со јули месец 17 година, во јуни тоа беше 12,1%, или ако земете кумулативно од јануари до јули, значи заклучно со 7 месец, индустријскиот раст беше 5,5%, што е добар индустријски раст. Да, дел од тоа се должи на технолошко-индустријските развојни зони, меѓутоа дел се должи и на другата економија, како да кажам, надвор од технолошко-индустријските развојни зони, бидејќи од сите стопанственици или со најголем дел од стопанствениците со кои што јас разговарав, сите имаат зголемен физички обем. Сега нормално цените зависат од цените на берза и така натаму, но принцип имаат и зголемен финансиски обем. Тоа охрабрува. Она што е единствено во моментот недостасува во државата, тоа е да се врати градежништвото на истото ниво. Меѓутоа, ако разборуваме за градежништвото, треба да видиме до каде можеме или со што споредуваме. Така, значи кога зборуваме за градежништво, ако го споредуваме со, не знам, 15-16 година, сите ситуации во градежните фирми кои што биле тогаш извршувани, сите тие влегуваат во статистиката, па така таму влегуваат значи сите објекти од Скопје 2014, влегуваат и споменици, влегуваат сите значи објекти. Јас лично не сум присталица на тоа да се трошат пари непродуктивно само за да се прават ситуации, да се прави значи некаква реализација, и мислам дека државата треба да прави во главна инфраструктура. И она што за да заживее градежништвото треба да се вратат значи 3 или 4 големи проекти, а тоа е проектот Кичево Охрид, кој што беше во сериозни потешкоти, и мислам дека конечно најдовме решение како тој да се одглави, ама по цени многу пониски од тие кои што беа договорени за сите дополнителни работи. Не сакам да ве замарам со сите технички детали и проблеми кои што беа таму, ако има некој интерес можам и повеќе да кажам. Тоа беше пругата од Куманово до Белјаковце, значи која што требаше да биде готова пред 20 месеца, а таа се уште сега нема ни 40% реализација, но и таа конечно се одглави и ќе се реализира. Треба да се одглави значи гасоводот, кој што еве се уште разговараме дали за водно и така натаму, но не е само делницата према водно, има и делница према, односно таа делница е према Тетово и Гостивар, имаме делници према Битола и Прилеп. Значи тие проекти, само ако ги земете и да ги искалкулирате, значи заедно со сите регионални патишта кои што се пуштија да бидат како експресни патишта, експресни патишта се градат сега моментално овдека баш од Штип се градат во два правци, значи и према Радовиш се гради и према Кочани, нели? А исти такви се градат и према Прилеп, значи од Градско, се градат од излезот на делницата, клучката помеѓу Скопје и Куманово према Крива Паланка, и тоа почнува да се гради. Практично тие експресни патишта покажуваат дека ако нешто и треба на Македонија, не може секаде да издржи Македонија да гради автопатишта, бидејќи тие се прескапи, али експресните патишта се сосема доволни за таа фреквенција на сообраќај. Кога ќе земете значи тие проекти да ги ставите на куп, ќе видите дека тоа треба да биде реализација за следните 30 месеци од некоја отприлика милиарда евра. Кога ќе ставите милиарда евра и ги поделите на 30 месеци, тоа се некои 30 милиона евра реализација месечна на градежните фирми, и со таа реализација градежништвото по моја симулација треба да има раст, а не пад. Ама сега
во продуктивни, јас би рекол, проекти. Така, кога тие ќе се вратат, значи да градежништвото дојде на тоа ниво на реализација, а ќе дојде, пошто проектите се отворени, треба само да се реализираат, парите се обезбедени, фирмите се избрани, сега треба да се работи само. Кога тоа ќе се врати, значи на тоа ниво, а индустријата да го има растот кој што еве гледаме дека го има, тогаш јас очекувам дека бруто домашниот производ без голем проблем ќе го достигне проектираното ниво и тоа ќе го надмине, значи бројките ќе бидат над 4-5%, доколку сето тоа се реализира. Сега, дали можеме нешто повеќе да направиме за економијата? Да, значи можеме да направиме заради тоа што и овие средства, значи мораме да направиме повеќе за конкурентноста на македонската економија. Заради тоа што ако вие зборувате за македонска економија, не можете да зборувате ако не е таа конкурентна. Конкурентна значи бидејќи мора да биде извозно ориентирана. Ако вие зборувате за Македонија да продавате, тоа се многу малце дејности кои што може да преживеат само Македонија да продава. Не знам, да правите нешто храна за домашен пазар и така натаму. Било каква друга фабрика да имате, вие морате да бидете извозно ориентирани за да сега тука е болката на македонската економија. Само 15% од компаниите во Македонија се извозно ориентирани. Визави просекот, да речеме во Европа или во другите земји, над 30% од компаниите се извозно ориентирани. Што значи ние мораме некако компаниите да ги стимулираме да испаднат надвор од Македонија и да се борат на светскиот пазар. За да се борат на светскиот пазар треба да се конкурентни. За да се конкурентни треба технологија и треба ноу-хау, знаење. Управо тука ќе се обидеме значи за технологија обезбедите средства за да се инвестира. Сега за ноу-хау треба да обезбедиме значи некако знаење предприемачко и некаков настап надвор од Македонија да им помогнеме на компаниите да може да испаднат да ги пласираат своите производи. Меѓутоа повторно државата тука може само да помогне. Во главно предприемачите, односно тие што се собственици и менаџери на компаниите, тие треба да покажат нели капацитет и желба да испаднат надвор од државата да се борат. Тоа недостасува во Македонија. Ако треба да направам на ова моје излагање од 10 на 15 минути еден завршек, еден пресек, би рекол следното. Значи државата некако најде механизам преку закон, преку фондот за иновативност, преку други механизми кои што ќе ги правиме, најде начин како да ја помогне на економијата и тоа прв пат во историјата. Значи, јас се работам 20 години, не се сеќавам дека некој би понудил таква помош. Како да го решиме проблемот со кадарот, дадов неколку предлози и тоа е све отворено, значи доколку имате сугестии, со задоволство би ги прифатиле некако да ги моделираме. Како да ја направиме државата да владее правото, тоа е малце подолг процес и е надвор од мојот капацитет, ама ќе се борам за тоа колку можам, нели, да се спроведе. И ќе мораме да најдеме начин како да лесно мине стопанството низ бирократските процеси на државата. Тоа е многу важна работа и тука сите сугестии што ќе ги имате на следната година би бил ја посветен на тие две прашања. Како да ја намалиме бирократијата, како да ги автоматизираме механизмите на бирократијата низ државата, од една страна, а од друга страна како да го решиме проблемот со кадар. И нормално сите овие други мерки да продолжат, значи да не запира, да продолжат субвенциите. Ако ги решиме овие неколку проблеми, очекувам дека ќе има сериозен импакт врз економијата и ете тоа е мојот капацитет у владата. Нормално на крај ќе оставив прашањето за кое што главно и денеска е најактуелно, за кое што и сакам да поразговараме, а тоа е придружувањето нели кон НАТО и кон Европската унија, а тука нели е престојниот референдум секогаш како прва пречка која што ни стои на таа работа, која што треба да помине за да тој процес конкретно се одглави. Ние во владата, значи председателот Заев, што денеска требаше да дојде тука, меѓутоа го покани заменикот председател на Америка Пенс и тој е тргнат на Америка, но чутре ќе има средба со Пенс во Америка и затоа ја дојдов сам, иначе ќе дојдете заедно. Ме замоли да пренесам поздрав и да користам таа прилика да ме поздравам во негово име. Значи, практично со одглавувањето на тој процес, мислам дека ќе имаме пристап кон многу работи, а пред се тоа ќе биде значи да ни се отварат набавките на НАТО. Ние не можеме да продаваме хеликоптери и лансерни рампи, немаме
производство на оружје, меѓутоа секако можеме да продаваме други работи кои што ги користи НАТО во логистичките цели, например да продадете по една кошула за сета НАТО војска, пак е голема работа, да не зборам, значи поголем дел од други производи кои што храна за НАТО и така натаму, значи тоа е веќе сериозно, значи се отвора едно сериозно поле во кое што може да се партиципира. И мислам дека тука ќе имаме еден сериозен ефект. Понатаму со присоединување кон Европска унија, јас ќе ви кажам само Љубљана, например, при влезот во НАТО, градоначалникот на Љубљана доби 200 милиона евра помош за Љубљана. Пазете, 200 милиона евра да влезат во Скопје или во било кој град во Република Македонија, тоа е нешто, или во Штип, или во Велес, или било каде, тоа е нешто што мислам дека денеска ние не можеме да го замислиме, може да се решат многу проблеми. Факт е дека со самата желба да се припоиме кон НАТО и Европска унија, ние во моментов сме сериозно, значи, понудени со средства финансиски од страна на Светска банка, на ЕБРД. Сведоци сте на присуството на канцеларката Меркел, имаше повеќе разговори, јас бев присутен на тие разговори, но она што за мене е најважно на тие разговори е истакна желбата од страна на Германија да сериозно помогне во економијата на Република Македонија, чак што више и со формирање на директен стиринг комити или управувачки одбор помеѓу членови на владата на Република Македонија и владата на Германија да директно, значи, се дефинираат приоритетите и да Германија директно, значи, од своји извори на грантови и кредитирање преку нивните финансиски институции, а знаете тие се, значи, KfW, Deutsche Bank и така натаму, да дадат сериозен импакт, значи, во развојот на инфраструктурата на Република Македонија. Мислам дека пред нас се отвора една голема шанса. Ја користам приликата на сите вас како стопанственици да ви се заблагодарам за тоа што, како да кажам, економската заедница или стопанството стои позади овој референдум, ние тоа го чувствуваме, благодарни сме. Јас можеби имам двојна улога да кажам као член на влада дека сум благодарен, а пак кога седам меѓу вас, главно уште јас ментално таму седам, не седам у влада, значи лично го поддржувам, заради тоа што ценам дека не постои друга алтернатива. Јас би бил среќен да слушнам некоја друга алтернатива, но друга алтернатива за сега не слушнав. Јас лично не познавам и мислам дека ова е работа за која што нема алтернатива и за која што мораме да го направиме тој компромис. Дали е болен компромисот, така и секој компромис има работи кои што сите нас интимно можеби не ни се допаѓаат, меѓутоа од друга страна пак друго решение нема. Компромиси се прават секаде, во секоја компанија, во секој брак, чак што више семејство, и мораме некој пат да направиме компромиси во државата, за да ги отвориме перспективите и за економијата, а преку тоа и за нашите деца. Еве, можда поекстензивно зборував, меѓутоа се обидов да опфатам малце повеќе точки од тоа што вака јас генерално гледам на това. Има ли Оджоан Ѓушев како замен председател на владата номиниран од стопанството, лоби поддршка внатре владата за овие своји погледи? Значи, најголемо лоби поддршка или најголем поддржувач на се тоа што го кажувам е премиерот. Заради тоа што тој доаѓа, значи, од реалниот сектор, прилика ги разбира работите и со него имам одлична соработка. Нормално, јас во мојот капацитет имам ингеренции врз Министерството од економијата. Значи, тоа се Министерството за економија, за земјоделие, за транспорт и врски, за животна средина и за финансии. Да, владата си е влада, администрацијата си е администрација, таму има одредена бюрократија. Значи, не баш сите се поддржувачки према овие нови идеи на некој начин, како да кажем, и поддршка на стопанството. Има и реформски капацитет. Меѓутоа има желба. Има желба да се помогне и таа желба, мислам дека успеваме некако да ја преточиме во некои конкретни мерки. Нормално има и други размислувања, тие други размислувања тука сме да се бориме со нив и да на некој начин докажеме дека тоа е правиот пат. Јас мислам дека алтернатива нема. Македонија може само да се развива преку приватниот сектор, преку реалната економија, а на реалната економија треба да и се помогне да може да оди напред. Нема друга алтернатива. Значи, ако ние имаме ситуација која што вие успеавте во оваа година да наметнете темите на
стопанството, односно на бизнисот да постануваат доминантни, да се отварат куќи прашања за кои што вие ги направавте и кажавте кои што ќе донесат просперитет. Ако има поддршка лично од премиер, нападите што секој дневно доаѓаат према вас, можат ли да се сврстат во напади кои што има противници, односно можат да се именуваат како противници нови процеси? Видите, ако селаните се плашеле од врапците, жито немало да сеја. Мое е, јас да си ја работам работата, јас и понатаму ќе продолжам, значи, да се борам на тој пат на кој што сум тргнал, а тоа е за економијата, за подобра економија, за правила, за транспарентна економија. Не се ми свртам практично да гледам кој што многу прави, заради тоа што ако тоа го правите, вие треба денот да ви помине само во таа работа. Практично не можам да детектирам од каде доаѓаат некои нереални, како да кажам, обвинувања, па сите вие ги слушате, малце се и смешни за човек кој што покажа како мене, да некој дискутира за, не знам, некакви тендери од 10 кревета, 15 метра мрежа, 20.000 евра и така натаму, кој што в принцип, вие сите знаете, да доаѓам од стопанство, имам 1000 вработени, односно сум собственик или дел од собственичката структура, каде што има 1000 вработени, и тие компании мора да продолжат да работат. Тука има разни, нели, може да политички, може да разни отпори во општеството на новите процеси, кои што треба да се таргетира развој на економијата. Не, значи такви отпори не можам да видам во владата, во општеството можам да видам и ги гледам, заради тоа што се уште мислам дека ние не сме го надминале комплексот на тоа дека сите стопанственици се на некој начин веднаш обвинети дека прават нешто лошо, па после треба да докажуваат дека се добри. И мислам дека таа работа ќе треба време да ја надминеме, тоа е рецидив во социјализмот и од тој болен транзиционен процес, што веројатно имали некакви негативни примери, некои сите позитивни. Граѓаните и општеството се сензитивни на тоа, но новинарите се посебно сензитивни. Они имале еден период во кој што не баш слободно можеме да зборат, денеска секој може да каже што сака. И тоа е добро, мислам, и ја не викам дека тоа не е лошо, не е добро, јас тоа го поддржувам. Као што гледате, јас одговарам на сите прашања, испаѓам на сите телевизии, не постои новинар кој што поставил прашања, не му е одговорено. Колку и да е тоа тенденциозно или како да кажам, со лоша намера, наше е да одговараме на сета таа работа, меѓутоа, пак ќе ви кажам, ако се плашите селаните да сеат жито, од врапците никога жито не може да сеат. Значи, наше е да си работиме, а нормално општеството да си, секој слој на општеството да си се бори за своето. Често сме дискутирали ние трајцата на едно прашање што сакам да го поставам. Премногу долго мислам дека фирмите и бизнес заедницата се наоѓаат во некаква лев позиција во однос на јавните настапи, со кои што ги докажувале своите политики, своите стави и така натаму, мислејќи дека ако настапуваат бизнесмените јавно, дека стануваат цел на критика, на политички реваншизам и така натаму. Мислите дека тука треба малку транспарентност од наша страна да го покажем? Или, значи, мислам дека сега во овој период ни еден стопанственик не се соочил со било каков притисок. Барем јас, година и 3 месеца седам во владата, не се случило да некогу му тенденциозно се испрати некаква инспекција или му се направи некаква контрола и така натаму. Такво нешто бар ја не гледам дека се случува. Од мојот кабинет секако не произлегува. И така да мислам дека нема никаква причина да стопанствениците не го кажат своето мислење. Напротив, треба да го кажуваат малце поупорно, да ги наметнуваат позитивните работи кои што тие ги прават во општеството, бидејќи видите, тој што не водел фирма не може да разбере дека тоа е секојдневна борба. Значи борба сериозна. Значи вие сте секој ден се борите со проблемите, можеби на некого кој што тоа не го доживеал, му изгледа дека тоа е само луксус, бидејќи нели гледа во каква кола се возите или во каков стан или куќа живеете, ама у принцип не е тоа суштината на тоа да се биде предприемач. Предприемач да се биде значи да се носи одлуки, да се носи ризик, бидејќи пак од никој друг сите го гледаат овој дел, никој не го гледа делот на нивото на ризикот, на нивото на проблеми со кои што се справувате секој ден. Така да мислам дека треба стопанствениците малце повеќе да зборат и за овие работи, да зборат за позитивните работи што ги кажуваат. Тој кој што дели стотици или илјадници плати, многу брзо доаѓа од први до први.
за тој што зима плата, тоа е многу споро, нормално, значи далеку, а на тој што дели плата, тоа е многу брзо. И мислам дека е добро што во моментов од една страна расте индустријата, од друга страна се зголемуваат платите, значи реално има пораст на платите, тоа статистика го покажува. 6,1% мислам дека е зголемувањето на платите во споредба со минатата година првите 6 месеци. И тоа е нешто што може на долг рок да се издржи само ако економијата станува попродуктивна и поконкурентна. Сега тука бројките се негативни, заради тоа што продуктивноста на македонската економија визави остатокот од светот заостанува. Што значи дека ние мораме нешто брзо да направиме на полето да можеме да го скратиме. На продуктивноста, да. Она што и студијата на Григоров. И студијата на Григоров и она што сме го разговарале во стопанските комори, она што го покажува и анализата на Светска банка, сите го покажува.